Морачанин Маја има збор. Благодарам, председателе. Почитувани пратенички и пратеници, почитуван премиер, почитувана јавност. Во изминатите неколку денови во текот на дискусиите и на Комисијата за уставни прашања и овде на пленарните седници, слушнавме многу различни и на моменти крајно спротивставени тези. Но сите изнесени ставови и аргументи за одредени членови од договорот, за резултатите од референдумот, мислења за одредени формално-правни или историски аспекти, се пресретнуваат во суштината на оваа дебата, а тоа е одговорноста на секој од нас како пратеник. И токму тоа, носење на одговорна одлука во интерес на иднината е очекувањето на граѓаните, кои свесни за последиците, со загриженост ја следат оваа дебата и го очекуваат незиниот исход. Тој исход има два спротивни правци. Првиот, преку имплементација на Преспанскиот договор, да се овозможи евроатлантската перспектива, стабилност, безбедност и просперитет на нашето општество. И вториот, со откажување од овој процес, да одиме во изолација и неизвестност. Почитувани колешки и колеги, спорот за името со Република Грција трае 27 години и ние како држава примена во Обединетите нации под привремената референца ФИРОМ сме се обврзале дека ќе преговараме за изнаоѓање решение за разликите околу нашето уставно име. Факт е дека во овој период сите досегашни влади преговарале и во одредени моменти може би биле близко до решение, но сепак решение не било постигнато. Јас верувам во искрените намери на предходните преговарачи, дека со пресудата од Хаг, со признавањето од страна на што поголем број на држави под нашето уставно име, со идејата дека времето работи за нас, ќе се отвори нашиот пат кон интеграцијата во НАТО и ЕУ. Но факт е дека тоа не се случи. Стана повеќе од јасно дека решавањето на спорот за името со Грција е единствениот начин Македонија да стане членка на НАТО и да ги започне пристапните преговори со Европската Унија. И тоа беа пораките кои меѓународната заедница постојано ги повторуваше во изминатите години. Сепак, и покрај предизвиците поврзани со името, евроатлантските интеграции останаа стратешки интерес за Република Македонија, со поддршка од огромно мнозинство, преку 70-75% од граѓаните од различна етничка, религиска, партиска припевност. Една од ретките заложби во Република Македонија која има толку широк консензус. И сега во 2018 година пред нас го имаме договорот од Преспа, кој ни отвара можност за членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија. Договор цврсто поддржан од целата меѓународна заедница. Во овој временски и геополитички контекст, преку имплементација на договорот, имаме шанса да обезбедиме траен мир, стабилност, просперитет, прифаќање на европските вредности, на демократија, правда, социјална правда, почитување на човековите права и слободи, солидарност. Зошто факт е дека таа статус-кво позиција со години во чекалната пред портите на НАТО и ЕУ всушност представуваше тонење во место. Јас немам намера да ја минимизирам нашата одговорност и улога, но видовме дека така, оставени сами на себе, стигнавме до состојбата на лошо владење, зголемена корупција, селективна правда, партизација на судството, администрацијата, медиумите. Станавме заробена држава, која граѓаните масовно ја напуштаат. Државите кои до пред 10-20 години беа далеку зад нас, сега веќе се членки на Европската Унија,
со евидентно подобар квалитет на живот на своите граѓани. И затоа во оваа прилика сакам да се обратам на колешките и колегите од опозицијата, кои исто така велат дека нивна стратешка определба е членството на Македонија во ЕУ НАТО. И јас верувам во нивните искрени намери. Но факт е дека во оваа ситуација друг договор, подобар, како што велите, невозможно е да се случи и како што се пренесува дека е неизвестно во следните децении дека е можно да се постигне подобар договор. Овој договор и неговата имплементација е предуслов за членството во НАТО и отпочнување преговори со Европската Унија. Затоа, уште колку време, почитувани колешки и колеги, да чекаме заробени во минатото, пропуштајќи ја сегашноста и днината. Немаме повеќе време, ниту генерации за губење. Во изминатите неколку години многу често добивавме пораки дека треба да ги ставиме државните пред партиските интереси. Сега е моментот на вистина да го направиме тоа. Да застанеме заедно за имплементацијата на Преспанскиот договор во интерес на еднината на нашата држава и граѓаните. Благодарам. Благодарам и вам.